Очигледно е дека и на Комисијата за европски прашања, односно Комисијата за антиевропски прашања продолжува легализирањето на криминалот и корупцијата. Она, пошто е познат Социјалдемократскиот сојуз и малку постарите генерации добро се сеќаваат на легализирањето на државниот капитал во периодот на транзицијата, после кој што илјадници семејства останаа без леп и без плата. И носители на овие процеси секогаш е Социјалдемократскиот сојуз, владата на Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно сега со сојузникот во овој грабеж кој што се случува на народни пари, во игра влегува и ДУИ, нели, и сега со злоупотреба на европското знаменце се оди кон легализирање на она што подоцна би требало да биде одговорност. Зошто го зборувам ова? Прво, се злоупотребува процедурата во ова собрание, се работи спротивно на деловникот, затоа што матична комисија, кога се работи за денешниот предлог на закон за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање, би требало да биде комисијата за транспорт и врски. Комисија во која што може да се отвори расправа, дали се добри предложените измени или не, но очигледно и на овој закон, како и на другите закони, се залепи европско знаменце за да се оневозможат пратениците да расправаат по овие закони и уште повеќе да се оневозможи стручната јавност да дава критики, односно свое мислење на дадените закони. Кога зборувам дека се работи за криминал и корупција, тоа е затоа што кога е потпишан договорот со Бехтел и Енка, потписниците на овој договор знаеле дека постојат одредби кои што се спротивни на позитивните законски одредби. Знаеле дека потпишаниот договор е во спротивно со важечките одредби кои што ги уредуваат, нели, процедурите за да се реализира еден ваков договор. Свесни за тоа, свесни дека е во спротивно со позитивните законски прописи, го потпишуваат овој договор и потоа истите тие ги тераат пратениците на мнозинството да бидат предлагачи на законите, па подоцна се повлекуваат и сега гледаме дека како предлагачи се министрите на владата. Класично перење на криминалот, кога го тврдам одговорно, и еден ден ќе има и мора да има одговорност за ваков криминал и корупција. Кога се работи и за овој закон, па и за другите закони, се оди спротивно на одредбите на Уставот, и тоа на членот 8 и членот 50 од Уставот, во кој што стои дека правната заштита на граѓаните и на фирмите е гарантирана со Уставот. Тука се овозможува монополистичко однесување на изведувачот, а сето друго потоа се легализира преку оваа комисија и преку пратениците од мнозинството. Исто така, европското знаменце се злоупотребува. Тоа јасно го кажа и нашите пријатели од Европската Унија, начело со еврокомесарот кој што даде забелешка дека овие закони не заслужуваат европско знаменце, односно законите кои што се однесуваат на усогласување со одредбите од правото на Европската Унија, заслужуваат европско знаменце. Но и тука се прави злоупотреба. Понатаму Државната комисија за спречување на корупција исто така излезе со реакција околу овие законски решенија. Стручната фела, невладините организации кои што се занимаваат со оваа проблематика, јавно кажуваат дека имате проблем со ваквиот начин на носење на законите. Да се разбереме, никој во просторијава не е против изградба на патишта, но тука има силна опозиција која што е против злоупотребата на буџетот, на народните пари, преку и нивно легализирање токму овдека во собранието. Но не можете да легализирате криминал, тоа ви го гарантирам, и еден ден ќе има одговорност. Во однос на стручната јавност, има писмо кое што е доставено во врска токму со овој закон за урбанистичко планирање од страна на комисијата на овластени архитекти и овластени инженери. Значи, стручна фела која што се занимава со оваа проблематика. И тука јасно стои дека со кратење на постапките
Истите стануваат нетранспарентни. Значи, токму она што јас го зборувам. Нетранспарентност и овозможување на монополистичко однесување на изведувачот. И со преиначување на постапките, значи тотално дерогирање на постапките од актуелните закони, поточно од Законот за урбанистичко планирање, со нарушување на професионалниот пристап во планерскиот и инженерскиот дел на објектите, значи токму она што го коментираат колегите, дека ќе може фирма со еден планер да планира изградба на коридор, односно на автопатишта, кои што вредат според првичните пресметки 1 милиарда и 300 милиони евра, без пари кои што ќе треба да се потрошат за експроприација, а и тука и заменикот министер е свесен и колегите од мнозинството се свесни дека овие пари нема да бидат доволни и дека во идните генерации ќе треба да не само да плаќаат, туку и се преземаат обврски за потпишување на нови анекси на договори кои што ќе треба да ги поминуваме тука во собранието. Значи се остава еден голем багаж кој што ќе задолжи генерации во иднина. Понатаму се вели дека сите пропратни елементи, односно мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионалните, инженерски и институционални филтри, уште посериозно од сите други типови на објекти. Значи се работи, како што вие сакате да кажете, историски договор, историска изградба на автопатишта, токму вие кои што за период од 6 години не изградивте, односно не отпочнавте ниту еден проект и не изградивте ниту еден автопат во Република Македонија. И сега треба да ви веруваме дека без планирање, без тоа да знаеме каде е трасата, без план кој што може да го видиме сите ние, без договор кој што е скриен на јавноста, дека ќе се изградат овие патишта и тоа во толку краток период. Апсолутно и сами сте свесни дека се работи само за интерес на највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ и за фирмите сателити околу вице-премиерот Артан Груби, кој што треба да покаже со рака каде е трасата, и актуелниот премиер, нелегитимен Димитар Ковачевски, кој што е послушник на Артан Груби. Понатаму се суспендираат дел од постапките, односно постапки кои што произлегуваат од Законот за урбанистичко планирање, па така во предлогот нема јавна анкета, значи, во урбанистичките проекти, како што има за плановите, што значи дека јавноста нема да има никаков увид во урбанистичката документација. Значи се суспендира правото и на физичките лица и на правните лица да имаат увид во урбанистичката документација. Понатаму, дозволено е урбанистичките проекти да се изработуваат од фирми кои што имаат само лиценци за проектирање со вработен еден планер, а не како што е задолжително во плански документации од фирми со лиценца за изработка на урбанистички планови. Токму она што го зборував и токму за она за што бевте најмногу напаѓани кога избравте надзорот да го врши фирма која што се занимавала со производство на долен беш. Голем срам и голема бламажа за Република Македонија. И немој да не залажувате дека овие закони се закони кои што ќе овозможат побрза изградба на патиштата. Тоа не е точно, затоа што и во нашето соседство, и во другите држави, секогаш инвеститорот е должен да се придржува кон правилата, односно правната регулатива на државата каде што сака каде што ќе изведува во случајов, а вие сакајќи да прикажете дека нешто градите, како што беше случајот со снимањето на Димитар Ковачевски како мафта со зелено знаменце и во исто време означува среќен почеток на изградба на дел од коридорот 10Д, се случува да после тоа нема ниту една машина на
терен и да остане таму само пустина. Така да, за ова ќе се гледаме уште долго. Јас верувам во правниот систем и дека еден ден ќе завладее правото во Република Македонија. И така да сите потписници на овие документи, а и оние кои што ги поддржуваат, ќе ја сносат одговорноста и тоа ќе дојде многу брзо. Благодарам.